Од писателот Видо Подгорец, преку помвременскиот актер Ристо Шишков, музичарот со светско реноме Зоран Маџиров, фудбалската жива легенда Горан Пандев, трагично загинатиот македонски претседател Борис Трајковски. Па се до македонската икона, вечно насмеаниот и харизматичен Гоце Арнаудов и актуелниот македонски премиер Зоран Заев. На сите место на раѓање им е Струмица. Долга е листата на познати спортисти, музичари, актери, академици, научници, револуционери, уметници кои излегле од овие краишта. Струмица и струмичани се подеднакво горди на секој од нив, со надеж дека новите генерации, млади струмичанчиња, ќе дадат еднаков или уште поголем допринос за својот град и за својата сакана земја. Но за Струмица во минатото и денес, во продолжение во моето отворено студио ќе разговарам со првиот човек на општината, градоначалникот на Струмица, господинот Коста Јаневски. Господин Јаневски, добро утро и ви благодарам што дојдовте ово утро заедно со нас да се сеќаваме на Струмица. Добро утро, ве поздравувам, ви благодарам што ме поканивте во вашите емисии, ги поздравувам вашите гледачи на телевизија Сител. Господин Јаневски да дојдев овде пред некоја година или некој месец, не знам како му доаѓа, веројатно ќе зборував со градоначалник и со идниот премиер на Република Македонија, актуелниот премиер единствениот случај во Македонија каде што градоначалникот прераснува во премиер на државата. Дали може би сега разговарам со идниот прв човек на нашата република? Не. Или немате такви амбиции? Не, разговарате со градоначалникот на општина Струмица Коста Јаневски. Така, Струмица на кој е позната по многу имиња, јас кажав дел во најавите, но интересно е што дала еден претседател на држава и еден премиер, предоставам дека сте горди на обајцата. Секако, со голема почит, со голем респект. Се сеќаваме на претседателот Трајковски, овде сите струмичани и мислам дека и цела Македонија се горди на неговото дело. Мислам дека во едни чувствителни моменти за нашата република го изнедри како еден талентиран политичар кој што донесе мудри одлуки и од денешен аспект, од денешен поглед, се повеќе добиваме потврди дека навистина биле визионерски тие негови одлуки и навистина сме сите благодарни за тоа. Се чини дека клучните комплицирани времиња, така да ги наречам, раѓаат талентирани луѓе кои што се спремни да се фатат во костет со предизвиците на тоа време. Еве сега и претседателот на владата, мислам дека има предизвици со кои што храбро се бори, мислам дека има визија и времето ќе покаже како ќе се движат работи и мислам дека точно струмичани некако се резервирани за тие предизвици, за тешки одлуки кои што верувам дека ќе бидат исправни и ќе ни обезбедат подобра иднина. Господин Јаневски, ајде да се навратиме во вашата младост, во вашето детство, да зборуваме за вашиот не е роден град, бидејќи сте во Штип родени, меѓутоа предоставам дека многу струмичани тоа време во Штипската болница се раѓале? Да, така е. Тоа е само место на раѓање, ништо повеќе. Така е, место на раѓање Штип, меѓутоа јас сум струмичанец. Кои се првите асоциации како дете, како најмлад на Струмица, како било некогаш Струмица, како е денес? Па, Струмица, се сеќам на Струмица, ја паметам Струмица како едно мирно, спокојно градче, во кое што релациите меѓу луѓето беа многу блиски, во кое што луѓето се ги почитуваа традициите, се познаваа сите меѓу себе, си помагаа. Во еден таков контекст се сеќавам, тоа беше едно, може да кажем, убаво срекно детство, се сеќавам на луѓе кои што имаа запослување, луѓе кои што беа раздвижени, поголем број од предпријатија тогаш што функционираа, се сеќавам на тие масовни одење на работа, враќање на работа во повеќе сменско работење, така од прилика ја паметам Струмица како убаво место, спокојно место за живење. Така, природно е човек кој ќе добива години да биде носталгичен по младоста, но и денес Струмица си има своји специфики и убавини. Така е, и денеска е така, меѓутоа предпоставам дека динамиката на животот е малку подруга. Сите сме некако оптеретени со нашите обврски, со желба да успееме нешто во животот да направиме, да просперираме, да напредуваме.
обврските се поголеми, така да може би затоа така со една доза на носталгија се сеќам на тој период. И денес се почитуваме, може да кажем дека Струмица, таа традиција и тој начин на живење и тој начин на комуницирање меѓу луѓето и денес ке го задржи. Да, бидејќи јас секој среда шетам по градови низ Македонија, направив една мала анкета по градови, луѓе ги прашам на што прво ве асоцира Струмица. Прво ми рекоа пубави жени, повторно па ми рекоа пиперки, домати или чушки и френки, бидејќи е земјоделски крај. Ние во наша емисија денеска ја окарактеризиравме ваша општина, на вашиот град, поточно како најголема градина во Република Македонија. Дали некој од вашето блиско семејство некојаш се занимавал со земјоделие? Не, јас немам никакви допирни точки со земјоделието. Мојата фамилија е сосема во друга сфера со своите активности. Мојот татко беше лекар, еден од првите. Значи вие го наследивте? Па да, на некој начин. Така е, имам доста членови од фамилијата кои што се во областа на медицината. Татко ми беше еден од првите примариуси во Македонија, веднаш после формирањето на Македонија во склоп на Југославија, беше еден од ретките завршени лекари кои што ги поставија темелите на современата медицина. Мајка ми исто така е во таа сфера. Така да со земјоделието директни контакти немам, меѓутоа нашето окружување неизбежно е да ги согледувате. Дали како градоначалник, иако вашите ингеренции не се целосни во однос на земјоделието, бидејќи добар дел нели на централната власт, меѓутоа дали имате чувство за проблемите и маките кои што ги имаат земјоделците во овие краишта, бидејќи за некој човек кој што е надвор од Струмица како мене, постојано слушаме незадоволство. Значи не зборуваме за вчера и завчера, зборуваме генерално овие 20 години. Имате ли, да речам, сознание како е моментално земјоделието? Да, неизбежни се контактите со земјоделието, ова е претежно земјоделски крај, цело обкружување, доста голем дел од ангажманите на луѓето се од областа на земјоделието. Јас и како лекар порано работејќи секојдневно со луѓе кои што се занимаваат со земјоделие се среќавав и тоа беше најголемиот дел од луѓето со кои контактирав и со го гледав и по други проблеми, меѓутоа кои и индиректно беа поврзани со нивните проблеми, маки, ангажмани. Гледав колку е тоа една навистина напорна работа која изискува доста голем труд, големи одрекувања, еден ангажман кој што носи големи ризици, кои што зависат од временски прилики. Може да се исплати, може да не се исплати, за жал. Секогаш со еден ризик, дали ќе се исплати, дали не. И тие проблеми ги слушав, ги согледував, сочувствував со нив. Се обидов да имам некои своји размисли зошто е тоа така, кои се проблемите. Мислам дека тука и централната власт треба да даде некои стратегии похрабро, веројатно. Се разбира и едукацијата на земјоделците сигурно треба малку да се, по моје мислење, подигне на едно повисоко ниво, за да можеме да бидеме конкурентни, да можеме... Но кратко дадат ли подобри денови за земјоделците? Јас се надевам дека идат. Се надевам дека идат и мислам дека немаме друг избор. Ние мораме да конечно да заеднички направиме стратегии кои што навистина на земјоделците ќе им понудат некоја стратегија можност за посигурен и поудобен живот. Да бидат пораат на сите маки што ги имаат. Кратко, повеќе влегува кај вас граѓани во ординација или сега во кабинетот? Па, нема голема разлика и во ординацијата имаше доста луѓе кои што доаѓа и тука сега како градоначалник истата таа пракса има, контактираме со граѓаните максимално колку што можеме, така да нема голема разлика во таа работа. Така, градоначалник Струмица е позната меѓу другото и по меѓународниот карнавал кој што е еден од најдобрите во Европа, еве го за некој момент да искористиме приликата. Дали сте подготвени за оваа година? Да, подготвени сме. Тука има луѓе кои што веќе со години организираат една таква манифестација. Ние сме горди на таа манифестација, знаете. Таа е и некако прва во календарот на случувања или културни манифестации кои Струмица традиционално ги одржува. Карневалот е една од помасовните, поголемите. Мислам, сега во 10 часот, ако не се лажам, да, почнува карнавалот, така? Официјалното отварање и во следните неколку дена, 7 дена, се предава клучот на карневалистите, на представниците на одборот, на карневалскиот одбор, и со тоа настапуваат 7-8 дена
во кој карневалот ќе владее со Струмица. Очекувате отприлика колку градоначалник? 50.000? Па да, такви се проценките, мислиме дека повеќе од 50.000 луѓе ќе не посетат за овие денови. Така. На самиот крај сме, еве прв пат доаѓам во Струмица, кога вие ви треба да ме прошетате, што морам да видам и да пробам во Струмица? Мада вчера доста пробав да видам, мислам. Да, Струмица има доста места кои што мислам дека вредат и секако треба да се посетат. Туристички места, места од историски места, археолошки наоѓалишта, еве да речеме со често и се посетени, да кажеме манастирите во Водоче и во Велјуса се честа дестинација на луѓето, Свети Леонти и Света Богородица и Леуса, тврдината на градот со која сме горди, по која што Струмица на некој начин ја препознаваат, така наречените цареви кули, се исто така еден објект кој што би требало да се види. Римските терми во населеното место Банско, околу бањата Банско, исто едно наоѓалиште кое што при искупувањето на темелите на таму некој од хотелите се пронајде и излезе дека пребогата е таа почва со такви наоѓалишта. Би ја спомнал црквата Свети 15 Вирополски свештеномаченици, која е нова, меѓутоа во самиот двор стојат ископините на еден објект кој што е од големи, од многу дамнешни времења и кој што стои, кој што луѓе го посетуваат. Добар ноќен живот во Струмица, убави Тоа мејани, секако, луѓе питоми, мислам дека насмеани. има добри објекти, добро уредени, мислам дека имаат европски призвук, барем таков е. Добри цени пристапни за Па луѓе мислам од да, туристи, мислам да, и тука има така една традиција на дружење низ тие капулињата, мислам дека и гостите се изненадени, обично тие впечатоци ги пренесуваат и мислам дека е вистински тој впечаток, се дружат и така. Има... И за крај, може ли Струмица подобро, поорганизирано? Секако дека може, секогаш има нови предизвици, има нови моменти, нашите желби, идеи, визии за градот еволуираат секогаш. Тоа што било потреба или идеја пред 10 години, еве јас и во неколку наврати сум го спомнал, сега е подигнато на едно повисоко ниво, нашите потреби се малку подруги и тоа го согледуваме и се обидуваме да ги надградиме, се со цел да животот во Струмица го подигнеме и квалитетот на живот на едно повисоко ниво. Господин Јаневски, јас ви благодарам што ми бевте домаќин во вашиот град, градот Струмица, кој што навистина воодушевува се тоа што ти го зборувавме во овие 15 минути. Ви благодарам и вам, секогаш сте добре дојдени да поминеме убави моменти во Струмица заедно. Господин Коста Јаневски, првиот човек на општина Струмица, градоначалникот на овој прегубав македонски град.